Во присуство на првите луѓе на Европската унија и НАТО, како и представници на Соединетите американски држави, кон крајот на јуни, за време на самитот на Алијансата во Хаг, се планира да се одржат директни разговори меѓу председателите на Македонија и Бугарија Гордана Силјановска-Давкова и Румен Радев. Ова беше кажано на денешната пресконференција на премиерот Мицкоски со високата представничка на Европската унија Каја Калас, која е во посета на земјава. Пред Министерството за надворешни работи е Јован Ѓорговски. Јован и Калас за прв пат кажа дека во моментов се работи на модел за одблокирање на нашите евроинтеграции. Дали досега се познати некои детали? Шефицата на европската дипломатија не откри повеќе детали за тоа. Прашана дали Европската унија има некакви механизми за деблокада на македонскиот евроинтегративен пат, Калас само кажа дека дефинитивно има простор за работа. Ќе повторам, без при тоа да даде повеќе детали. На заедничката пресконференција со премиерот Христијан Мицкоски во владата, таа ги пофали напорите на земјава на незиниот евроинтегративен пат, вклучително и за реформската агенда. Пораката која што ја испрати Калас е дека очекува Македонија да остане на досегашниот курс во поглед на евроинтеграциите, но и дека очекува земјава да ги направи потребните чекори, мислејќи тука на уставните измени. Калас го повтори и тоа што го кажа и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта минатата недела, дека Европската унија не размислува за план Б, односно дека планот А за македонските евроинтеграции останува клучен. Премиерот Мицкоски пак посетата на Калас ја оцени како порака дека Унијата останува зад Македонија на незиниот евроинтегративен пат. Мицкоски додаде дека тоа е бидејќи земјава има јасна определба на незините децениски напори да стане полноправна членка на Европската унија, не затоа што тоа никој го должи на Македонија, бидејќи досега е направено многу. Мицкоски, како што кажа и ти во најавата, откри дека на самитот на НАТО во Хаг предвидена е и средба на високо ниво меѓу македонска и бугарска страна со представници на Европската унија и НАТО, односно со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, генералниот секретар на НАТО Марк Руте. На средбата, како што кажа Мицкоски, очекува да се слушнат аргументите на двете страни, вклучително и како што кажа тој за тоа каде исчезнале 200.000 македонци од пописите во Бугарија по Втората светска војна. Да изслушаме тука Мицкоски и Калас. It is clear that we want North Macedonia to really move on this path, and so we know that there are obstacles on the way, and we were discussing those as well to find really mechanisms to overcome these obstacles. So, of course, Prime Minister can explain his ideas better, but I think there is definitely room where we can operate. I wouldn't go into details. If we move on, then of course we will let also the press know. We still have hope that the Plan A works, and we are working for this. And if not, then we will move into next phase. Yes. За време на Хашкиот самит на НАТО има билатерална средба помеѓу представниците од кај нас, од Македонија и од Бугарија. Бидејќи таму ќе биде председателката, тоа би било одлична можност да има билатерална средба, на која што средба би присуствувала и председателката на Европската комисија, господјата Урсула фон дер Лајен, председателот на Европскиот совет, господинот Антонио Кошта, нормално високата представничка за надворешна и безбедносна политика, Каја Калас. Го проширивме тој состав и со генералниот секретар на НАТО, дел од земјите членки во НАТО, меѓу нив најголемите, тоа се Соединетите американски држави, за да можеме да ги кажеме на билатерална средба аргументите. Не треба било кој да има дилема. Ние сакаме решение, но решение кој што ќе биде достоинствено и долготрајно. Се изморивме од континуирани блокади кои што се однесуваат на билатерални прашања. Дајте решение кој што ќе биде единствено, континуирано и оставете ние да си завршиме дома домашната задача, па да видиме кој ќе биде фронтранер, кој нема да биде, нека судат потоа сите оние.
Да, инаку од владата, високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика Каја Калас дојде тука во Министерството за надворешни работи на средба со македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски на првиот диалог меѓу Македонија и Европската унија за одбрана. Денешната средба министерот Муцунски ја оцени како ново поглаве во односите меѓу Македонија и Европската унија, бидејќи како што кажа земјава има целосно усогласеност во тоа поле со надворешната и безбедносната политика на унијата. Калас пак од своја страна се заблагодари за целосната усогласеност на Македонија во тој поглед, но и за поддршката која што земјава ја дава на Украина во војната со Русија. Да ги слушаме тука Муцунски и Калас. Интеграцијата на нашиот регион во Европската унија цврсто ќе ја заокружи европската безбедносна и одбрамбена архитектура. Затоа би сакал да нагласам дека Европската унија треба да покаже решителност и одважност и да донесе храбри одлуки во насока на својата политика за проширување. Неактивноста на тој план може да овозможи други геополитички актери да се надпреваруваат за влијание во регионот, а тоа може да го поткопа кредибилитетот на унијата и довербата во процесот на проширување. Само обединета и силна Европа може да се справи со безбедносните предизвици кои стојат пред нас заеднички. Ги спроведувате и сите рестриктивни мерки против Русија и обезбедувате политичка, воена и хуманитарна помош за Украина. Ви благодарам за вашиот придонес кон европските мисии, особено мисијата Алтеја во Босна и Херцеговина, и вашата усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика, што резултира со ваш придонес не само во Европската унија, туку и во рамките на НАТО, што ја прави Северна Македонија важен фактор за безбедноста. Инаку од Министерството за надворешни работи Каја Калас замена на средба со министерот за одбрана Владо Мисајловски во посета на Балканската медицинска работна група. Според најавите, таа попладнево ќе има и средби со младински и студентски организации од Македонија, со што ја завршува и незината посета на земјава. Тоа сите детали секако целосен извештај во вестите во 18 часот. Студио. Благодарам Јован Ѓурговски за кажаното на заедничката пресконференција на премиерот Христијан Мицкоски и високата представничка на Европската унија Каја Калас, и како и со министерот, средбата со министерот за надворешни работи.